Централен дневник на К1, добро вечер. Еве ги настаните на денот. Продолжи рочиштето од судскиот процес во кој двајца гинеколози и еден анестезиолог се осомничени за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче. Вработените во фабриката за шински возила Колска повторно на штрајк. Продолжуваат протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Великден или празникот на Христовото воскресение е најголемиот христијански празник. Верниците денеска празнуваат трет ден Великден. Овој вторник е познат како Светол вторник или денот кога завршува страдалната седмица. Дијана Иванова повеќе. Верниците денеска празнуваат трет ден Великден. Овој вторник е познат како Светол вторник или денот кога завршува страдалната седмица. Денес се установува тајната на 8-миот ден, тоест идниот ден, кој треба да дојде за никогаш да не заврши, како што завршува секој ден на ова наше време. Христовото станување од мртвите е потврда на сите негови зборови, на сите негови ветувања. Утрото на третиот ден од Христовата смрт до неговиот гроб дојдоа прво жените мироносници и ја најдоа тргната плочата што го затвараше гробот. Внатре во гробот сретна еден пресветол ангел кој им ја кажа веста за Христовото воскресение. Оваа вест од тогаш секоја година ја објавува црквата ни целиот свет како најрадосна вест за целиот човечки род. Продолжи судењето за смртта на родилката Маја Кадиева. Осомничените анестезиолози во случајот со родилката Кадиева непосредно пред интервенцијата беа во кафе-бар. Вака пред судот денеска сведочеше сведок на обвинителството, кој на критичниот ден бил на работното место келнер. На денешното рочиште сведочеше и дел од медицинскиот персонал кој бил присутен во операционата сала. Осомничените анестезиолози во случајот со родилката Маја Кадиева непосредно пред интервенцијата беа во кафе-бар. Вака пред судот денеска сведочеше сведок на обвинителството, кој критичниот ден бил на работното место келнер. Потврди дека сега починатиот анестезиолог Зоран Јовановски и неговиот колега доктор Томчо Ванчов испиле по околу 3 чаши алкохол. За сопругот на починатата родилка, ова е клучниот доказ дека анестезиолозите пред да влезат во операционата сала пиеле алкохол. Го кажа најпоштено, најчовечки фактот дека пред да одат да прават царски рез, дека пиеле. Значи, потврди дека кога дошле таму да пијат, дека веќе биле во полупијано состојба. Многу благодарам што си ја кажа вестината, нека им е на чест на тие што лажеа и се уште покушаваат да лажат. Имаше такви и денеска што дојдоа, меѓутоа има некој од згоре што гледа. На денешното рочиште сведочеше и дел од медицинскиот персонал кој бил присутен во операционата сала. Бранителите на еден од осомничените гинеколози се обидуваа да дојдат до одговорот дали постапката одела според пропишаните медицински протоколи. Почетокот на извршувањето на делото се уште во обвинителниот акт не е определено и не може докрај да се утврди кои се сите соизвршители, извршители или кој ги исполнил законските услови за да биде обвинет. Во конкретниот случај се докажува од спроведените вештачења на колективниот ум во Република Македонија дека причините за настанувањето на критичниот настан е точно утврден со вештачењето, со обдукционото вештачење и мисламе дека со утврдување на материјалната вистина правилно и законито ќе се донесе пресуда. Што точно се случувало, која е процедурата, кои се законски пропишаните прописи, така што сметам дека се ствара една пореална слика. Маја Кадиева заедно со своето бебе почина за време на породувањето со царски рест во Гевгелиската болница на 22 октомври 2015 година. За смртта на родилката и незиното бебе осомничени се 4 лекари, 2 анестезиолози и 2 гинеколози. Тие одговараат за тешки дела против здравјето на луѓето.
Вработените во фабриката за шински возила Колска повторно штрекуваат. Вработените немаат земено плата од декември 2016, а немаат средства ниту за репроматеријали. Велат нема да работат се додека не се исполнат нивните барања. Валентина Михајловска повеќе. Вработените во фабриката за шински возила Колска повторно штрајкуваат. Пред 40 дена подпишавме договор со Македонски железници за 80 товарни коли и 2 патнички за кои земавме аванс, односно една плата. Го прекинавме штрајкот и максимално се ангажиравме за да можеме да наплатиме, истакна Слободан Димитриевски, председател на синдикатот. Ни беше обеќано дека сето тоа што го сработиме ќе го наплатиме. И за да од тие 4 плати за останати што ги имаме, да повратиме барем една-две, да можеме да се приближиме кон Македонски железници, едноставно да работиме месец за месец ако може. Од сето тоа ништо не испадна. Еве ние се ангажиравме, направивме една патничка кола, еве може да видите на лице место позади нас, таа е готова за наплата е више. Имаме направено 20 теретни коли од тогаш, максимално се ангажираме, 20 теретни коли направивме. За жал Македонски железници немале пари да ни ги платат и јас не можам да сватам и да разберам како ние можеме да функционираме понатака. Вработените во Колска немаат земено плата од декември 2016, а немаат средства ниту за репроматеријали. Велат нема да работат се додека не се исполнат нивните барања. Барањата на вработените се оставка на управителот заедно со раководството, како прва точка, втора точка исплата на заостанатите 4 плати и трета точка решавање на статусот на фирмава. Се додека не се решат вие барања, ставот на вработените е од утре да испаднеме пред влезот на капијата и се додека не видиме одговор, решење на нашите барања, така ќе се продолжи со штрајк. Директорот на фабриката за шински возила Колска Борис Алчев со писмена реакција во која се вели дека сочувствува со состојбата и макотрпно работи за што е можно побрзо да се реши оваа агонична состојба, но поради политичката состојба во државава, оваа агонија се провлекува по долг период. Единствениот излез е припојување кон Македонски железници транспорт, кое е стопирано поради моменталната политичка состојба во земјава. Во моментов се изработени 7 теретни и една патничка кола, со што ќе им се обезбедат средства за исплата на една плата и репроматеријали. Додава дека се прават напори истите да бидат исплатени во најкус можен рок. За обезбедување на останатите плати, вработените ќе мора да ги изработат останатите вагони според договорот склучен со МЖ Транспорт, вели Борис Алчев. Продолжуваме на тема од економијата. Бензините поскапуваат за 2,5 динари по литар, а дизелот од полнок поскап за 2 динари, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Од ноќеска на полноќ поскапуваат бензините за 2,5 динари по литар, додека дизелот ќе биде поскап за 2 денари, вака одлучи регулаторната комисија за енергетика. Со тоа, малопродажната цена на Евросупер БС 95 изнесува 67,50 денари за литар, а малопродажната цена на Евросупер БС 98 изнесува 69,50 денари за литар. Новата цена на Евродизел изнесува 52,50 денари за литар, а малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство изнесува 41 денар по литар. Во алејата на великаните, која што беше направена изминатите години од страна на градоначалникот и локалната самоуправа на општина Кавадарци, засега не се регистрирани никакви уништувања на пистите. Градоначалникот Панов апелираше тоа и понатаму така да остане, бидејќи овие бисти се бисти на личности кои се делот на светлата историја на македонскиот народ. Пред неколку години локалната самоуправа на општина Кавадарци го реализираше проектот Алеја на великаните, кој се простира на површина од 5000 метри квадратни. Овде на кружна основа се поставени бистите на хероите и борците од народно-ослободителната борба. Ревитализацијата на овој простор значи остварување на идејата за прибирање на бистите од градот, кои беа поставени на различни локации, а сега полека се прибираат и поставуваат на едно место. Градоначалникот Панов изрази задоволство што овде не се регистрирани никакви сквернавања и уништувања на бистите и апелираше тоа и понатаму да остане така. Апелирам и понатаму да остане ова такво како што е, дури и да
во натамошниот период имаме уште неколку убисти кои што треба да се префрлат, да тоа го завршиме заедно со општина Кавадарци, со Сдруженијето на борците. И секако да чествуваме затоа што овие луѓе кои што се тука се дел од можеби најсветлиот дел од македонската и кавадаречка историја, чии што придобивки денес сите ние ги уживаме и ги ползуваме. Со овој проект се обезбеди многу поуреден простор со партнерно и хортикултурно уредување, а граѓаните добија многу посредено место. Проектот чинеше 2 милиони денари, кои беа обезбедени од сметката за комунална изградба, а го изработија архитектите од локалната самоуправа. Продолжуваат и денеска протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие секојдневно патуваат барање до политичките партии и до председателот Ѓорѓе Иванов, за како што велат тие зачувување на унитарноста на Македонија и за отфрлање на тиранската платформа. Денеска продолжуваат протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие секојдневно упатуваат барања до политичките партии и до председателот Ѓорѓе Иванов, за како што велат зачувување на унитарноста на Македонија и за отфрлање на тиранската платформа. Децидни се дека нема да дозволат туѓа платформа да биде усвоена во Македонското собрание и дека народот мора да остане буден. Горди македонци, секој ден испраќаме пораки за зачувување на унитарноста на Република Македонија. Зарем уште наоѓаат храброст да се справат со овој македонски народ кој е најмасовно излезен на улиците низ цела Македонија во целокупната македонска историја. Каде ќе се криете откако ќе заврши овој циркус? Откако ќе заврши оваа ваша продажба на Република Македонија? Тие бараат од партиите, а посебно од ВМРО, ДПМН и СДСМ, да не допуштат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа ќе биде вовед во редефинирање на Македонија. Од председателот Иванов бараат да го почитува уставот, да не доделува мандат после истекување на рокот кој веќе е истечен и затоа што, како што сметаат од иницијативата, давањето на мандатот за платформа од туѓа држава ќе го направи соучесник во разнебитувањето на Република Македонија. Проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности кој го реализираше подмладокот на Црвениот крст беше спроведен со цел да се помогне на 12 членото семејство Чолаковски од село Мелница, општина Чашка, каде членовите од Црвениот крст му обезбедија пакети со храна, хигиенски средства и облека. Повеќе за ова од колешката Сања Левкова-Ангелова. Во изминатиот период подмладокот на Црвениот крст го реализираше проектот Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Проектот беше спроведен со цел да се помогне на 12 членото семејство Чолаковски од село Мелница, општина Чашка, каде членовите од Црвениот крст му обезбедија пакети со храна, хигиенски средства и облека. Програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности представува национална алатка за привлекување и задржување на волонтери во Црвениот крст на Република Македонија. Истата се имплементира во сите општински организации на Црвен крст и на годишно ниво обучава околу 1200 младинци, потенцијални волонтери во организацијата и 40 семинатори кои работат со младинците. Во текот на годината се изработуваат од 150 до 200 мали проекти, преку кои членовите од Црвениот крст им помагаат на околу 3000 семејства од земјата. Имплементацијата на проектот е овозможена со поддршка на Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвената полумесечина. Запленати се 7 килограми хероин на граничниот премин Богородица. Српски државјанин во саботата се обидел да го прошвирцува хероинот. На прашањето на царинскиот службеник дали има нешто да пријави за царинска контрола, истиот одговорил дека нема ништо за пријавување. Но при контрола на возилото во 2 акумулатори, од кои едниот бил сместен под хаубата, а другиот во багажниот простор, царинските службеници пронајдоа вкупно 14 пакувања, облепени
пакети со салоти и птрака, наполнети со кафеава прашкаста материја, за која по извршеното тестирање на тестер за дрога е утврдено дека се работи за хероин со вкупна тежина од 6,9 килограми. Осомничениот го набавил хероинот во Истанбул со намера да го принесе во Нови Пазар, Република Србија. Царинската управа против лицето поднесе кривична пријава. Продолжуваме со вестите од Македонија. 13-тото продолжение на конститутивната седница на Собранието на Република Македонија продолжи денеска. Претениците по 5-дневна пауза ја продолжија расправата за избор на комисијата за прашање на изборите и именувањата. Во досегашниот тек од расправата дискутираа пратеници од двата политички блока. Пратениците од ВМРО ДПМН бараат СДСМ да се откажат платформата од Тирана. Од СДСМ сметаат дека со расправата не се почитува собранискиот деловник. Значи, граѓаните на Република Македонија и од третата изборна единица, но исто така и од шестата изборна единица, ги интересираат нови фабрики, ги интересираат нови вложувања, а не проекти кои што ќе ги поскапат проектите кои што веќе се случуваат, не проекти кои што ќе ги направат во општините нефункционални, не проекти и платформи кои што ќе значат долгорочни проблеми и помалце проекти. Сега платформа нема. Јас не знам како да ви објаснам. Се обидов и по лека, и на странски јазици. Ево ја сега единствената платформа. Се вика програма на новата реформска влада. Кој ќе ја прифати оваа програма? Учествува во креирањето на владината политика. За пратениците на ДУИ нема иранска платформа. Тоа било декларација на сите албански партии во Македонија. Подпишан е меѓународен договор, тоа е Охридскиот рамковен договор и преку тој договор, од тој договор и извира тоа право за граѓаните албанци. И би ве замолил, колеги пратеници, да се занимавате со проблеми кои што го засегнуваат општеството во Македонија. Занимавајте се со проблемите на општините, со реалните кризи, а да не создаваме кризи кои што не постојат. Оставете ја Тирана на раат. Проблемот во суштината не е во насловот на таа платформа, дали е од Тирана или не е од Тирана. Не е проблемот дали е платформа или е декларација. Проблемот е во тоа што со тој документ се бара репреговарање, односно поништување на Охридскиот мировен рамковен договор. Во Охридскиот рамковен договор има прецизно дефинирано каква е употребата на албанскиот јазик во Ве молам без дофрлање. Значи, во Охридскиот рамковен договор е прецизно дефинирано каков е опсегот на употребата на албанскиот јазик во Македонија. Тоа е со уставни амандмани дел од Уставот на Република Македонија. На 30 декември 2016 година започна конститутивната собраниска седница, бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на Законодавниот дом беше прекината. Согласно договореното, во комисијата за прашање на изборите и именувањата треба да членуваат 6 представници од ВМРО ДПМН, 5 од СДСМ, а ДУИ БЕСА да имаат по 1 член. Поранешниот премиер и министер за надворешни работи на Шведска Карл Билт, кој во посета на Македонија, имаше средба со претседателите на парламентарните политички партии. По средбата со лидерот на СДСМ, тој рече дека без конкретна порака и дека дојден во земјава да ги слуша ставовите на политичките лидери. Шведскиот дипломат рече дека решение за се во животот, па и во политиката, е практикувањето демократија. Вообичаено доаѓаме и слушаме, ги сумираме фактите, а потоа ги формулираме политичките препораки за оние кои што ги носат европските одлуки. Овде сме денеска, вечер заминуваме за Белград, а потоа се враќаме дома. Постои голем ангажман околу Западен Балкан и прашањата за влез во Европската Унија. Пристапот во Европската Унија е едно од важните прашања во регионот. Важно е да се следат настаните, за да може да се формулираат препораките, изјави Билт. Минатата недела на телефонската линија Ало докторе, медицински совет побарале 1375 граѓани. Од 15 септември 2014 до вчера имало вкупно 149.692 повици. Линијата е достапна секој ден 24 часа со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравието.
За медицински совет достапни се 25 доктори за јавувањето од граѓани од сите градови на Македонија. Јавувањата најчесто се за совети поврзани со променливото време, хронични заболувања, респираторни симптоми, кардиоваскуларни, главоболки, покачена телесна температура, сезонски настинки и симптомна болка. Полициски хеликоптер во кој се наоѓале 12 лица се урна денеска во округот Тунџели. Во хеликоптерот биле 7 полицајци, 2 судии и 3 членови на екипажот. Судиите и полицајците биле ангажирани во избирачка комисија за референдумот кој се одржа во неделата. Турската полиција е во потрага по преживеани од несреќата јавија турските медиуми. Останатите вести од светот во продолжение. Заменик министерот за надворешни работи на Северна Кореја Хан Сонг Рјол најави дека Пјонгјанг ќе продолжи ракетни проби и покрај осудата на меѓународната заедница и изголемувањето на војната тензија со САД. Ќе извршуваме уште ракетни проби на неделно, месечно и годишно ниво, изјави тој за BBC. Предупреди дека би избувнала сеопфатна војна доколку Соединетите Американски држави бидат доволно невнимателни и употребат воени средства. Северна Кореја е подготвена да одговори на секој вид војна која би била покрената од американска воена акција, изјавил синоќа пратеникот на Пјонгјанг по Обединетите нации по предупредувањето на американскиот председател Доналд Трамп да не ја стават на тест одлучноста на Соединетите Американски држави. Меѓународните наблюдувачи треба да си го знаат своето место. Ова е изјава на турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган како одговор на критиките дека референдумот во државата не бил согласно меѓународните стандарди. Ердоган вели дека Турција не ги признава извештаите на наблюдувачката мисија на ОБСЕ, укажувајќи дека дел од Европската унија се против уставните промени во Турција. Ердоган нагласува дека гласањето на референдумот ставило крај на дебатите за промени во уставот и значи воведување председателска република. Обраќајќи им се на своите поддржувачи, тој нагласи дека ако било неопходно, Турција ќе организира референдум за прекин на преговорите за членство во Европската унија. Денеска имаме сончево време со умерена облачност, ќе дува и слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата ќе се движи од 14 до 20 степени, а веќе од утре зимјава ќе биде под влијание на нов влажен бран и времето ќе биде облачно со врнежи од дожд. Ова беше се што подготви информативната редакција на Каден. Останете понатаму на нашата фреквенција и секако во добро расположение.